се биде во Божиот дом, верувам дека е целиме сите браќа и сестри. Бидејќи времето поминато во Божиот дом не може со ништо да се надокнади. Може дома да седиме, да читаме, да слушаме, да гледаме, меѓутоа времето поминато овде е благословено од самиот Бог. И времето кое пред нас во ова проповед сакам да споделам нешто што може би го знаеме, сме го читали, учували, проповедале. Се подсетиме на последните зборови што Исус Христос ги кажа дека бил нова земја. Значи, ги зборуваме за 7-те последни зборови Исусови. Ние како луѓе ги паметиме последните зборови на нашите родители, на нашите мили драги, кои може би не напуштиле, но кога ни ги кажале тие зборови до ден денес, ги паметиме и се сеќаваме на нив. Ево на почетокот еден пример. На 4 март 1841 година Вилијам Хенри Харисон, новоизбран 9-ти поред председател на Соединетите Американски држави, одржал најдолг поздравен председателски говор во историјата на Америка. Неговиот говор содржал 9000 зборови, од прилика 4 до 5 проповеди во вториот дел во црква. Господинот Вилијам веројатно бил многу среќен со текстот кој го имал пред себе. Не сакал да прескокне ниту едно зборче, ниту една реченица. Едноставно, се оно што го испланирал, тој го прочитал. Неговиот говор, знаете колку трае? 2 полни часа. Поради големото студине, било многу студено, тоа било, значи, март месец, се преладил, значи, настигнал и добил тешка болест, од која и подоцна почина. Умрел месец дена после тој говор, значи, зборувал на 4 март, а умрел на 4 април. Точно еден месец после тој поздравнички говор. Со сигурност може да кажеме денеска дека навистина, браќи и сестри, ниеден председател после него не одржал таков долг говор. Знаеме дека Фидел Кастро многу зборуваше и тој. Ако ја читате неговите истории, ќе видите дека тој по цели часови зборува во парламентот, но ова било, значи, друг говор се третирало. Ако ги споредиме Христовите зборови, кои биле само 7 реченици, ќе видиме дека Исус многу малку рекол, но многу направил. И денес има луѓе многу зборуват, а малку работат. Значи, многу зборуват, а малце работат. Исус навистина малку кажал, само 7 реченици, но тие биле толку јаки, толку силни, толку големи, што допира денеска и до наше време. Ја не знам дали некој ги знае напамет тие 7 Исусови зборови. Малку се тие христијани кои може би ги знаат дословно, но ајде денеска ние ќе отвориме Библијата и заеднички ќе проучуваме, ќе ги читаме овие Христови зборови. Спурџон еве што кажа: Јас никогаш не можам да претерам во опишување на она што мој Спасител поднел поради мене. Значи, не постои проповеди со кои не можеме да го исцрпиме со знанието што Исус направил за нас. И затоа ајде да отвориме Библијата, да го отвориме Новиот Завет и да ги читаме овие Христови зборови една по друга реченица, да видиме што Исус кажал дека бил на оваа земја, односно последните мигови од неговиот живот. Одиме во Евангелието според Лука, 23 глава, 34 стих, еве што запишал апостол Лука. 23 глава, 34 стих. А Исус рече: Татко, прости, оти не зна што прават. Колко телја неговото облекло фрлија жека. Интересно, првиот збор, браќи и сестри, што Исус го кажал, е вослик на простување. Исус се моли и вели: Татко, прости, зашто не знаат што прават. Било обичаено они кои ги распнувале на крст да псујат, да викат, да се спротивставуваат, да негодуваат и така натаму, барајќи слобода. Но Исус едноставно не се однесувал така. Тој доброволно легал на крстот и сега се моли едноставно за своите злосторници. Во книгата Копнежот на вековите, еве што пишува на 770-та страница. Никаква клетва не им упатил на војниците кои со него постапувале грубо. Никаква одмазда не повикувал врз свештениците и поглаварите кои се
насладувале со устварувањето на намера. Христос ги сужалувал поради нивното незнаење и кривица. Интересно, спротивно на сите наши грешни човечки активности што ги имаме. Кога некој ќе не навреди, ние 3 пати повеќе го навредуваме. Кога некој ќе те повреди, ние бараме начин уште повеќе да го повредиме. Исус вели овде не постапувал така. Тој се моли на својот Отец: Татко, опрости им, зашто не знаат што прават. Прашање за нас денеска, браќа и сестри, за кого Исус се молил во овој миг? За кого? За еврејскиот народ, кои не го препознали како Месија. На жалост, Библијата вели, кај своите дојде, своите не го примија. И ден денес евреите го чекат Месијата. За водачите кои го предале, Исус и за нив се моли. За Пилат, кој нема храброст да каже доста е. Пуштете го Исуса, не наоѓа никаква вина во него. Тој тоа го кажал, но само декларативно, на уста, така не мисля со срцето. Нема храброст да се спротистави на таа маса која викале расни го. За кого Исус се молил уште, браќи и сестри, на Голготскиот крст? За војниците кои го плукале, кои го тепале, го шутирале, го тепале и на крајот му заковале шајки во неговите раци и носи. А Исус за нив бара прошка и вели: Татко, прости. За кого уште Исус се молил? За тебе и за мене. Исус се молил за нас, зашто и ние сме учествувале во неговото раснување. Иако не сме биле родени дотогаш, сепак нашите гревови биле таму и го однели Исуса на Голготскиот крст. Понатаму читаме друга изјава. Таа Христова молитва за неговите непријатели го офатила овој свет. Таа го прима секој грешник кој живеел или кој ќе живее од почетокот на светот до крајот на времето. И затоа велиме, и ние сме учествувале во Христовото раснување. Елен Вајд вели, таа Христова молитва за неговите непријатели го офаќа целиот свет. Ти и јас. И ние сме овде офатени. Таа го прима секој грешник кој живеел или кој ќе живее. Врз сите нив почива кривицата за раснувањето на Божиот Син. На сите бесплатно им се нуди проштевање. Наистина, како Господ. Тие го тепат, а тој се моли за нив. И затоа Исус вели во проповета на Маслинската гора: љубете ги своите непријатели, да ги благословуваат они кои ве колнат. Наистина Исус проповедал и така живеал. Дали некој денеска не повредил нас? Дали некој ги повредил нашите чувства? Секако, катедневно се случува и такви работи. Но затоа, дали може се молиме за таквите? Да се издигнеме на таквите кои не плукаат, кои не клеветат ради верата. Затоа што сме го прифатиле Христа и одеме по неговиот пат. Библијата не учи од Исуса да се поучиме, да се молиме за оние кои не навредуваат. Да, тоа не се постигнало така лесно, но потребна е духовна мотивација, потребна е сила која само Бог може да ни ја даде. Одеме понатаму на вториот збор, на втората изјава Исусова. Лука 23:43. Еве го текстот. 43 стих. А тој му рече: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Ова е, браќи и сестри, вослик на сигурност. 23 глава Лука 43 стих. Уште еднаш ќе го прочитаме. А тој му рече: вистина ти велам, ќе бидеш денес со мене во рајот. Исус бил поставен помеѓу двајца злосторници, од десно и од лево. Исус бил сведок, што значи борбата на гревот, кој ќе владее со човекот. Оној од десната страна, срцето му проработило во смисол, чувствата му проработиле и пошел да се кае, пошел да размислува за своите злодела. А оној другиот пошел да хули и против Христа, и против Бога, дури му се пуштило на својот колега, зошто го брани Исуса Христа. Овој разбойник ги признал своите злодела. А Бог, Исус Христос, му дава сега сигурност, му дава радосна вест. Денес ти велам, ќе бидеш со мене во рајот. Исус сакал да го охрабри, браќа и сестри, да не се бои од смртта, зашто овој злосторник после неколку часови ќе умре. Ќе му бидат скршени колената и тој ќе умре. Да не се мачат со денови и ги кршиле колената, за да смртта дојде побрзо. Исус знаел дека тој ќе се соочи со смртта.
той razbojnikot, i go hrabri, mu dava sigurnost, prijatele, nemoj da beriš galje. Ti go fati posljednji odvoz, ti se pokaja, ti me prizna, danes ti vela, ke bideš so mene voraja. Ova izjava na sigurnost, na spasenето покажа дека силата на темнината и смртта не може да ја одземат силата на Исуса да ги спасува луѓето. И денеска ова смрт, браќи и сестри, не треба да биде пречка за да се откажеме од Бога, туку поти уште повеќе да му бидеме верни. Овде се појавува еден проблем во ова Исусова изјава за некои христијани, сметајќи дека Исус на овој човек веднаш му понудил рај и спасение од смрт. Меѓутоа, грчкиот збор, грчкиот оригинал на зборот денес ти вела, ти бидеш со мене во рајот, како што е преведено во Светото писмо. Некои запирката ја стават на погрешно место. Значи, денес ти велам, запирка, ќе бидеш со мене во рајот. Денес ти велам, ќе бидеш со мене во рајот. Бидејќи ни самиот Исус во тој миг не бил во рајот и не можел да му вети, бидејќи подосна, кога ќе воскресне, Марија ќе го сретне и што ќе му каже? Што ќе каже Исус на Марија? Што сакал таа да направи? Да се допре, тој што вели? Немој, не сум бил уште кај Отецот. Така да ова изјава паѓа во вода што некои се држат дека Исус веднаш му ветил рај. Нема рај и пекол сега горе на небо. Ова изјава, Исусова е изјава на сигурност. Исус му понудил спасение на грешникот. И навистина, овој криминалец умрел, но бил спасен. Осведочен дека ќе биде спасен. Исус не го пуштил да биде несигурен во смртта. Многу е опасно кога човек ќе умре, а несигурен во своето спасение. И затоа денес Исус не храбри да бидеме сигурни во нашето спасение. Што е се случи вечер или утре? Ние да бидеме 100% на Божја страна. Како стои денеска со тебе и со мене, брати и сестри? Дали сме сигурни во нашето спасение? Ако нешто се случи, не дај Боже, дали ќе бидеме на нас страна, страната која Бог ја има? И затоа денеска Исус вели, дојди таков како што си, како што и нашата песна зборува број 111. Јас доаѓам таков како што сум. Дојди, брати и сестри, да дојдеме такви какви што сме кај Христа. Ќе го осигура нашето спасение. Одиме на третата Исусова изјава, а тоа е восклик на сожалување. Сега ќе одиме во Јована и да видиме што Јован запишал во 19 глава, 26 и 27 стих. Еве што види овде текстот. Јован 19, 26 и 27. А Исус, штом ја виде, мајка си, и покрај неја ученикот кој го љубеше и рече на мајка си, жено, ети ти син. Потом рече на ученикот, ети ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде при себе. Исус имал големи болки, физички. Но сепак тој не умрел од тие физички болки, иако придонел. Но сепак Исус имал потешкоти. 6 часа тој виси на тој крст. Но Исус и во тие тешки мигови, кога треба за кој миг да умре, да почине мисли на својата мајка. Мајка му на Исуса била сведок на сите Исусови дела, на Исусовото растење физички. Од мали нозе таа го одгледувала. Пише во книгата Воспитување дека Исус бил воспитуван во природа. Звезденото небо му бил таванот на неговата училница. Тој учел, мајка му постојано го учела, му покажува цвеќиња, природа, звезденото небо. Мајка му Марија била првата учителка на Исус Христос. И тој тоа не можел да го заборави. А сега тука во подножјето на крстот ја гледа скршена мајката Марија. Очигледно Јосиф е починат, очигледно нема кој да се грижи за Марија. Исус ја препушта. Исус на Јована му вели, на мајка му вели, ето ти мајко си, а на Јована му вели, ето ти Јоване мајка. Зошто токму на Јован? Затоа што Јован бил најмлад по години и најдолго би живеал после Исусовото заминување, а очигледно му бил најмил, зашто како најмал ученик, често пат Исус го имал крај себе Јована. Имал 100% доверба дека Јован ќе заврши својата работа. Вистина, Исусовата љубов кон другите била
голема. Иако имал физички болки, но тој не ја заборавил својата мајка. Тој знаел да ги разбере другите и да им помогне. Како што ги разбирал Исус мајките со тие дечиња, болните деца кои ги носеле кај Исуса. Исус имал разбирање, а учениците често пати му велеле: Исусе, зарем не ти сметат овие деца? Исус што им вели? Пуштете ги децата. Зашто? На таквите Царството Небесно. Често пати Исус ќе каже: ако не видите како децата, не можете да го видите Царството Небесно. Како е денеска со нас? Дали ние имаме љубов и почет кон нашите родители? Сеќам за едно семејство кои се однесува неодговорно кон нивниот татко. Го ставија во една посетна соба, доле во подрумската, валкана, танирите валкани, во јадењето мови и мравки. А времето беше лето. Човекот почина после и знаете како споменик му направија? Најубав. И секој на тој начин ќе покаже својата љубов на починатиот човек. Петата заповед како гласи? Сите ја знаеме. И затоа овде Исус ни дава пример, браќи и сестри, во тешки агонии, во тешка физичка и душевна болка. Исус вели: мајко, ето ти син. Јоване, ето ти мајка. Грижи се после моето заминување, после мојата смрт. Одиме на четвртата точка, восклик на очај. Интересно, Исус бил Бог во човечко тело, но тој морал сам да ја испие чашата како човек, не како Бог. И овде Матеј ќе ни ја каже состојбата внатрешна на Исуса како се чувствувал. Во 27 глава од Евангелието според Матеја, во 46 стих, еве што запишал Јован. Како Исус се чувствувал? 27, 46 Евангелие според Матеја. Околу 9 час Исус извика со силен глас и рече: или лама савахтани. Тоа значи: Боже мој, зошто си ме оставил? Ова изјава ни ја опишува внатрешната состојба на Исуса Христа, браќа и сестри. Овие зборови се изговорени на арамејски јазик. За време на својата служба Исус бил отворен од своето семејство. Не го признавале дури неговите сограѓани. Погребни имиња му давале на Исуса. Исус бил отворен од Назарет. Пише в Библијата: може ли нешто добро да излезе од Назарет? Наистина, Исус сега се обраќа со еден посебен израз. Често пати, ако ги читате Евангелијата, Исус вели татко, татенце во наш превод. Сега, очигледно, Исус користи други зборови: Боже мој, службено, не она присно, близко. Очигледно во тие мигови Исус морал сам да ја извојува победата. И затоа користи за прв пат овие зборови: Боже мој, зошто ме остави? По прв пат Исус почувствувал осаменост. Постојано ангелите биле поред него, постојано, сета служба, сега бил сам. Околу 3 часа темнина владеело над Голгота. Голгота била завиена во темнина, во мрак. Небото тагувало за Исусовите действија, за она што Исус го прави. Сите греови биле натоварени на Исуса Христа. Исус се чувствувал сам. Наистина, тоа чувство на осаменост, на одвоеност, болно делувало на Исуса и затоа со возничка вели: татко, односно Боже мој, зошто ме остави? Тоа покажува степен на одвоеност, кога ги користеле зборови. Наместо да каже татко, тато, тоа значи близкост, присност, а сега вели: Боже мој, каде си, Боже? Зошто сега се ме остави сам? Браќа и сестри, Бог морал да го остави Исуса сам. Зошто на него, на Исуса бил вирусот на гревот. Исус морал да го победи тој вирус сам. Не неговиот татко да му помогне. Тоа не бил вирусот на Исуса. Исус не направил грев, но тоа бил наш грев, наши гревови. Нашиот вирус на гревот се закачал на Исусовото тело. Бог морал да ги стави нашите гревови на Исуса. И затоа во Галатените пишува: проклет да е оној кој виси на крст. Исус морал да испие чашата на одвоеност до крај. Срцето на Исуса
не било скршено од шајките кои го прободеле, нозете ги прободеле, нозете и раците туку од тежината на гревот. Замислете, вие сте родител и вашето дете оболело од вирус SARS, опасен вирус. Лекарите ви велат дека мора тоа дете да го однесете во болница и го задржуваат во карантин, во изолација. Го оставате во болница само, без контакт со останатите. Тоа го крши вашето срце. Вие плачете, детето плаче и вели: мамо, тато, каде сте? Вие не може да му помогнете, го гледате преку стакло, но сте немокни. Вие не одговарате, туку заминувате, го оставате детето само. Твоето срце плаче, моето, за детето, но за да го сочувате детето, да се излечи од болеста, тоа мора само да го преброди. Тоа мора само да го уништи вирусот на болест што се наоѓа во тоа дете. Тоа го прави одвојувањето на Исуса од татото. И затоа Исус ќе каже: Боже мој, каде си? Така направил и Бог, браќи и сестри. Го оставил својот единец, Исуса Христа, на крстот со вирусот на гревот. Тој го оставил да плати Исус со својата смрт, со својот живот. За ние да бидеме откупени. Твојата сметка и мојата Исус ја платил. Павле вели во Коринтјаните 5:14 следово. Еве, ќе го прочитам и тој текст во 2 Коринтјаните 15 глава 4 стих. Пардон, 5:14, да. Еве го текстот. Овде апостол Павле вели: зашто Христовата љубов не опфаќа. Христовата љубов не опфаќа сите, браќи и сестри. Таа љубов која била манифестирана и искажена на Голготскиот крст, ќе опфаќа тебе и мене. Одеме понатаму восклик на Макар. Јован 19:28. Да видиме кој е тој восклик. Тоа е петата Исусова реченица што е кажала на Голготскиот крст. Евангелие според Јована 19 глава 28 стих. 19:28. Ова Исус, знаејќи дека е свршено се, за да се исполни писмото, рече: жеден сум. Наистина, при крајот на овие последни мигови и минути од Исусовиот живот, кога се било веќе завршено, кога цената е платена, кога Исус веќе извојувал победа, само што физички ќе издавне, ќе умре, и вели: жеден сум. Наистина, темнина, како што рековме, го офатило брдото. Едноставно, Бог не можел да гледа во синот свој кој се мачи на Голготскиот крст. И така Исус, умирајќи, ожеднал. Очигледно изгубил доволно крв. Телото му било 6 часа висело, пред тоа ноќта, дента бил по сите судори на испитување, физички бил исцрпен, не јадел, не спиел, очигледно изгубил доволно крв. Исус вели: жеден сум. Оној кој хранил гладни, оној кој напојувал жедни, немало сега кој ќе му понуди, кога бил во агонија пред својата смрт. И Библијата вели дека бил мачен со часови, ненаспиен, гладен, под ова врело, жешко палестинско сонце Исус ожеднал. Му дале еден пијалок за да ги отапат неговите сетила, да умре како полупијан. Но што направил Исус? Тоа го одбил. Значи му дале вино, оикос, на грчки збор, помешано со смирна. Тоа е, значи, средство за опијане, да биде опиен, да не почувствува болка кога ќе умира. Исус тоа го одбил. По втор пат му понудиле нешто друго. Што му понудиле? Му понудиле оцет, за да ја освежат неговата уста. Едноставно, сега повторно ожеднил и Елена Вајд вели дека му било понудено вински оцет. Исус умрел на крстот не како Бог, како човек. Исус умрел како човек на Голготскиот крст. И тој затоа ожеднал, зашто маките ги понел како тебе и мене како човек. И сега прашање за нас, денеска, браќи и сестри,
Како вид на жет имаме ние? Со што ја храниме нашата жет? Со што ја гасиме нашата жет? Си мисли на духовната жет. Исус ни нуди денеска диалог с кој треба да ја огасиме нашата жет. Во Откровение 22:17 го наоѓаме тој рецепт, тој пиело кој треба ние да го користиме секојдневно во нашиот живот. 22:17, еве што вели текстот. Духот и невестата вела дојди, и кој слуша нека рече дојди, и кој е жеден што да прави? Нека дојде, и кој сака нека земе дарум од водата на животот. Исус умрел како човек, но Исус извојувал победа за тебе и за мене. И затоа фала му на нашиот Спасител, на нашиот пријател Исус Христос, што сторил се од своја страна. Одиме на 6-тиот восклик, а тоа е победа. Ке видиме сега Исус како, што кажа на Голготскиот крст. Иако бил во агонија на маки проблеми, Исус кажува една победоносна реченица. Јован тоа го запишал. Очигледно Јован го слушал со своји уши. Тој бил тука близо до крстот и еве што запишал, еве што слушнал. 19 глава, 30 стих. Штом Исус го прими оцетот, гледате, Исус го примил сега оцетот. Рече, се сврши. Па ја наведна главата и го предаде духот. Исус прозборил по 6-ти пат, браќи и сестри, сега на крстот. Значи, доаѓаме до 6-та реченица. Исус прозборил по 6-ти пат на крстот. Во оригиналниот текст на Библијата, значи во грчкиот превод на Библијата, е користен зборот тетелестай. Тетелестай, што значи објава на победа. Тоа не значи воздик на немок. Знаете, кога некој умира и кажува нешто и се ослободува. Не, ово било израз на објава на победа. Исус вели, Исус не рекол, ја завршив и готов со мене. Не. Конечно дојде крајот. Знаете, кога некој рече, дојде крајот, се ослободивме од тоа. Исус не е во коренот на грчкиот јазик тоа значење. Него вослик на победа. Свршено е, завршено е. Како овде што текстот вели. Готово е. Победата е наша. Сатаната е матиран. Сатаната е столчен. Само ќе дојде време кога треба да биде однесен на гробиште. Сега јас тоа го карикирам за Сатана. Значи, Исус ја извојувал победата и затоа рекол, свршено е, се заврши, готово е, драги мои, радувајте се, биете спокојни, Сатаната е победен. Хуберт Симпсон во книгата Тестамент на љубовта вели помеѓу останатото следново. Еден единствен збор го создава светот. Еден единствен збор го одржува животот. Еден збор го формирала и го одредила правецот на историјата. Но најзначаен од сите поединечни зборови на Исуса Христа е изговорен зборот на Голготскиот крст и влева во нас надеж за сите векови. Тој збор кој бил обзнанен гласно и јасно дека спасението е возможено на секој верник. Навистина тоа е така. Јас се сложувам со овој Хуберт, господин Симпсон, кој ова го напишал во својата книга Тестамент на љубовта. Овој збор, или ова реченица, што Исус ја кажал, свршено е збор на зборовите. Овозможува, ја отвара вратата на спасението за секој од нас. Што било завршено на крстот, браќи и сестри, кога Исус рекол свршено или завршено е? На Голготскиот крст е разоткриен ѓаволот, неговиот карактер. Понатаму, Сотоната дозволил, односно на Сотоната му било одзвонето поспртно звоно на Голготскиот крст. Тој веќе е ограничен овде. Со крстот биле затворени сите приоди, тој да оди кон небото. Нема повеќе право да оди. Тој е овде ограничен. Потомството од жената ќе застане на неговата глава, како што вели во 1 Мојсеја 3:15. Тоа пророштво кој провејувал низ целата Библија, сега се остварила. Значи, потомството од жена, се мисли на Исуса Христа, роден преку Марија, и стапне на змијата. А тој што ќе направи? Змијата што ќе направи? Таа ќе го касне. Исуса се мисли на смртта. Гревот повеќе нема сила над нас, зашто Исус го совладал со своето тело.
тука на крстот е ставен темелот на нашето спасение. Значи на крстот. Исус можел да се симне од крстот. Дали можел? Можел да замине. И ние би биле за секој што овде во грех. Но Исус тоа не го направил. Тука се поставени столбовите на нашето спасение. И затоа фаламо на Исуса за се што го направил за нас. Тука на крстот светот се помирил со Бога. Ние сме биле во постојана војна со Бога преку гревот. Но Исус доаѓа и склучува мир. Денеска постои тој сојуз помеѓу небото и земјата, односно помеѓу Бога, тебе и мене. Понатаму, загарантирана е победа над гревот. Ако го приеме Христа, ако се повикаме на неговата жртва, на неговата пролена крв, ние ќе бидеме спасени. И одиме на 7-та точка, вослик на доверба. Читаме во Лука, 23 глава, 46 стих. Ајде да видиме што кажал сосема на крај Исус, додека висел на Голготскиот крст. Лука 23 глава, 46 стих. Тогаш Исус извика со силен глас. Зборот силен, да не го сега објаснам што значи. Да може да го слушнат и тие подолу од самата Голгота, од брдото Голгота. Овде Лука очигледно верно ги пренел тие зборови што ги слушнал, зашто Лука не бил очевидец, но сепак верно ги пренесува. Тогаш Исус извика со силен глас. Татко, гледайте сега како се обраќа. Со татко. А кога беше одвоен во тие мигови кога таткото го срти својот поглед, Исус како го словуваше? Боже, Боже мој, зошто ме остави? Сега повторно ситуацијата е сосема подруга. Исус ја испил чашата до дно, Исус тука на крстот на Голгота, Исус се моли, односно ги кажува овие зборови. Татко, го предавам својот дух во твои раце. И кога го рече тоа, издигна. 6 часа, браќа и сестри, Исус висел на крстот. Исус сега зема длабок воздух, диафрагмата негова не работела, така како што природно, бил притиснат, значи распнат, ребрата го притискале, но зел доволно воздух да ги каже овие зборови. Татко, во твоите раце го предавам мојот живот. Само пред неколку мигови, пред неколку часови, Исус почувствувал одвоеност помеѓу Бога, помеѓу Отецот, помеѓу таткото и него. Сега тој го нарекува повторно, Бога го нарекува татко. Жртвата е прифатена. Исусовото срце сега е растеретено. Тој умира спокойно. Цената е платена за гревот и повторно е воспоставена заедница помеѓу Отецот и Синот. Повторно е воспоставена заедница. Повторно Исус се доверува на Отецот, како што го правил тоа 33 години додека бил на оваа земја. И така умирајќи, Исус ги повторува овие зборови што ги запишал Давид во 31 псалом, 5 стих. Ајде да читаме кое пророштво се исполнило. 31 глава, псалом, 5 некаде 6 стих. Да видиме што пише овде. Да, 5 стих во нашиот превод. Во твојата рака го предавам мојот дух. Во твојата рака. Значи нешто слично Исус го повторува и на Голготскиот крст. Ја не сум присуствувал на смртни постели. Може би сте биле. Како изгледа тој ми, кога човекот се одвојува од животот? Сум видел многу починати. Сум учествувал на повеќе погреби. Тагата е голема. Но среќен е оној човек, среќна е она жена, кој својот живот го предал во чии раце? Во рацете на Бога. Нема поголема сигурност, браќи и сестри, да го предадеме животот во Божи раце. Да, ние се подпираме на лекарите. И тоа во некои рамки, да, зашто тие се тука, медицинали, го знаат. Знаат многу работи и помагат. Но сепак, во крајната завршница, нашиот живот да го предадеме во Божи раце. Нема поголема сигурност од тоа. Ако сакаш да умреш со смрт на праведник, тогаш мораш најнапред да живееме таков живот. Секако не е лесно, но со Божја сила може да одиме напред. Еве да завршам со еден краток пример. Джеймс Бурс
запишал една вистинска случка или настан во еден судски процес кој се одржал во државата Лузијана 1982 година. Некој човек бил осуден на смрт. Често пати тоа се случува во Америка. Додека седел во судницата, неговиот адвокат покушал да добие ослободителна пресуда за неговиот клиент. Барал милост на сите страни, до градоначалникот, до председателот на таа околија кај што тие живели така натаму. И на крајот, некаде во 11:30 предпладне, половина час пред да се изврши смртната казна во плинска комора, гувернерот на Лузијана се смилувал над овој човек. Адвокатот бил пресреќен. Го зел писмото, спакуван одговор од, како што спомнавме, гувернерот и сакал да го донесе во затворот. Со себе го понел писмото и го однел на овој осуденик. Му рекол дека најпосле борбата се исплати. Доби ослободителна пресуда. Повеќе не мора да бидеш затвореник, односно нема да се изврши смртната пресуда. Меѓутоа, знаете што се случило? Сите се изненадиле. Кога овој човек го добил писмото, го прочитал и го фрлил. Го одбил помилувањето на гувернерот на Лузијана. Сите се чуделе. Сите се крстели, што би се рекол, зошто овој човек го одбил ово помилување, кога можел да биде ослободен и да биде жив и здрав. Целата држава била во шок, кога слушале дека го одбил. И точно во 12 напладне смртната пресуда била извршена. Браќи и сестри, нешто слично се случило на Голгота. Исус умрел на крстот наместо нас. Но дали тоа писмо на помилување ќе го одбиеме или не, од кого зависи? Од тебе и од мене. Бог не ослободил од вечната смрт, не од првата смрт. Ние зборувавме овие петоци, постојано тоа го повторуваме, дека Бог не ослободил од втората смрт. Првата смрт е сплет на околности и ние живееме на ова грешна земја. И така ќе биде додека Христос не дојде. Меѓутоа, Исус не ослободил од вечната смрт. И ни нуди, како овој гувернер, му нуди ослободување на тој затвореник, а тој вели не, благодарам. И е нашол својата смрт. И денеска многу луѓе ќе умрат не затоа што се грешни, туку затоа што не се покајале за својот грех. И не дошле кај Христа и не побарале прошка. Нека му е вечна благодарност на нашиот Спасител Господ Исус Христос, што навистина дал се од се. Простува на сите. И сосема на крај, еве да прочитам уште една реченица. Простувањето е личен избор, одлука на срцето кое оди наспроти природниот грешен инстинкт да се врати на злото. Мотивот на една таква добра одлука е Божјата љубов која не влече поблизу до Бога без обзир на силата на гревот. Гревот се уште има сила да не влече како земјината тежа што привлекува се фрлено горе во воздух. Сатаната ќе не привлекува на разни начини, но Господ нека ни помогне да се удостоиме и да издржиме на овој пат по кој сме тргнале и да стасаме еден ден на целта. Амин.